Антски против азиски хантавирус. Главната разлика меѓу соевите е во органите што ги напаѓаат и смртноста. Азискиот сој ги напаѓа бубрезите со ниска смртност, додека антскиот сој е фатален во дури 40% од случаите. Клучни факти. Симптоми. Антскиот сој предизвикува тешки респираторни проблеми и едем на белите дробови. Пренос. За разлика од другите, антскиот вирус може да се пренесе од човек на човек преку близок контакт. Биологија. Вирусот предизвикува цитокинска бура, каде што имунолошкиот систем реагира претерано силно и го оштетува организмот. Заштита. Клучот е во хигиената, контролата на глодарите и оптимизирање на нивото на витамин D. Заклучок. Иако преносот меѓу луѓето не е интензивен како кај COVID, антскиот сој бара голема предпазливост поради неговата висока патогеност. Кафето и здравието на мозокот и имунитетот. Ново истражување открива дека кафето позитивно влијае врз имунитетот и мозокот преку промени во цревниот микробиом. Покрај кофеинот, клучна улога имаат полифенолите кои ги штитат клетките. Клучни наоди. Имунитет. Кафето влијае врз воспалителните процеси и нивото на цереактивниот протеин во телото. Црева. Љубителите на кафе имаат специфичен состав на цревни бактерии кој се менува во зависност од консумацијата. Мозок. Потврдена е сложена врска меѓу здравието на цревата и когнитивните способности. Без кофеин. Дел од придобивките се присутни и кај кафето без кофеин поради антиоксидансите. Дозирање. Се препорачуваат 3 до 5 шолии дневно за оптимален ефект без несакани последици. Заклучок. Умереното пиење кафе, во комбинација со здрава исхрана и сон, значително го поддржува целокупното здравје.